По повод празникот Успение на Пресвета Богородица, денес во Македонска Каменица беше премиерот на државата Христијан Мицкоски, посакувајќи на сите здравје, љубов, разбирање и слога. Ке се трудиме и напорно работиме, за да на крај победиме, истакна тој. И додава дека по 7-годишните порази, ова е нов предизвик за да во иднина се очекува голема промена. Првин да го честитам овој голем христијански православен празник, голем ден за православните христијани, а тоа е Успение на Пресвета Богородица. Да посакам, се разбира, хармонија, здравје, многу љубов, разбирање за сите наши сограѓани без разлика од нивната вероисповест. Овој е ден кога православните христијани се меѓу своите најблиски, во кругот на своето семејство, и тоа е момент кога можеме да си кажеме она кое што сме пропуштиле, да си кажеме во изминатиот период. Од овде, од Македонска Каменица, сакам да испратам една порака, тоа е дека во периодот кој што следи ќе имаме многу предизвици, во периодот кој што следи ќе работиме многу, ќе се бориме и на крај ќе победиме. Македонија ќе победи, граѓаните ќе победат. Доста беа порази 7 години. Конечно почнавме и ќе продолжиме да победуваме, колку и да сакаат оние ретроградни сили кои што изминативе 7 години ја влечеа државата назад. Но да ја оставиме политиката на овој голем ден, да се фокусираме на духовното и во таа насока уште еднаш дозволете ми да им посакам на сите наши сограѓани мир, хармонија и здравје во нивните домови. Покрај на граѓаните, тој го честита и денот на рударите, упатувајќи пораки за добро здравје, среќа и голема поддршка. Истовремено сакам и на рударите, кои што се во рударските окна, да им го честитам денот, бидејќи ова е и нивен ден. Денот го започнавме во Пробиштип, го продолжуваме овдека во Македонска Каменица. Традиционално продолжуваме во Берово. Така што навистина очекувам денеска да имаме убав ден полн со позитивна енергија и убави мисли. Инаку, традиционално посетата од страна на премиерот започна од општина Пробиштип, потоа во општина Македонска Каменица, каде на крајот посетата заврши во Берово, со што покрај за верниците поддршката се оддаваше и на рударите во чест на празникот денешен.